Почитуван колега, навистина од секогаш ми било многу смешно кога некој ќе брани тоа што не е за бранење, тоа што не се брани. Имате од една државна институција која дејноста е да го штити имотот и интересите на државата, на Република Македонија, државниот правобранител, указ и мислење, каде што не млати празна слама, туку кажува јасно и гласно дека оваа спогодба не треба да се потпише, затоа што повлекува штетни импликации кон имотот на Република Македонија. И крај, точка. Секоја сериозна, честна влада која има честни намери нема да оди против вакво укажување и мислење на државниот правобранител. Не е било кој, туку државниот правобранител на Република Македонија. Ние досабајле овде да се убедуваме и да кажуваме, пак се сведува работата на факти. А фактот дека оваа спогодба од државниот правобранител е оценета како штетна. Понатаму, добро е овој спор да се заврши и ние тоа го велиме. Ние не велиме дека не е добро. Добро е што се раздвојува сопственоста и тоа да биде компатибилно со новиот закон за енергетика. Но ние велиме дека сме против тоа што се крадат средства, државни средства од джебот на граѓаните на Република Македонија. Ние се буниме за суштината на оваа спогодба. Зошто први не се утврди кога толку лесно Кочо Анџушев и Бектеши подпишале 50-50 собственост, а на никој други во 30 години на цел правосуден систем не се охрабрил да донеси пресуда која има повеќе од собственоста, и сега во скратена постапка за 2 дена одма и да се исплатат средствата, да се купат акциите по фантастична сума од скоро 33 милиони евра. Буквално сите извештаи, сите анкети кај граѓаните на Република Македонија, сите извештаи што се од невладини организации, од меѓународни признати установи кои го мониторираат судството во Република Македонија, го оценуваат со најниски оценки и довербата кај граѓаните кога станува збор за судството во Република Македонија е на најниско можно ниво. Се чудам како судството е заслужило вашата доверба до сега, што вие кажавте му верувате. Ние дека не веруваме на вакво трас судство, затоа овде дискутираме со факти. А фактите се тие дека 14 милиони евра повеќе ќе се исплатат за акцијата на АД Макпетрол, отколку што е номиналната вредност. А тоа дали се зголемувала вредноста или се намалувала кај фирмите во текот на работењето, тоа е работа на, уште еднаш ќе спомнам, институциите кои се задолжени тоа да го кажат. А таквата институција како државниот правобранител јасно и гласно кажала дека оваа спогодба е штетна и не препорачува да се потпише. Затоа Зоран Заев си најде сега во вас играчи, со чутење овде, со молчење, да си почутите 2 дена, утре ќе си крените рачина и ќе го аминувате криминалот и ќе му помогнете на вашиот премиер да си стави во приватни джебови на своите ортаци 14 милиони евра. И не е само тоа, што би рекле во една реклама на телевизија, туку и плюс 3 милиони евра и тие ги оштетувате државата, што нема да ги платите како данок на добивка од 10%, што секој граѓанин на Република Македонија ги плаќа кога остварува данок на добивка. И тие 3 милиони евра ги избегнувате со оваа спогодба, АД Макпетрол нема да ги плати. И нормално ќе има обврска да почести некој со 3 милиони евра или да ги подели тие средства. Ви благодарам.